враќавме повторно назад во студиото, почитувани гледачи, после краткиот блок на реклами ќе продолжиме со нашиот разговор во студиото. Весна и Даце ни останаа, нели кажавме дека Андреја мораше да замине, па ете во овој дел, освен фотографиите, нели кои што ќе ги видиме од нашите гости малку подоцна, јас би сакала да збориме за исто така тема која што е многу поврзана со професијата на Весна, како што кажавме дека е наставничка по македонски јазик, меѓутоа Весна е и автор, и тоа не на било кои книги, туку на книгите кои што, не знам, буквално мене нема кој на социјалните мрежи не ми има пишано: Јелена, мораш да ја прочиташ книгата Души близнаци, меѓутоа има 3 изданија, јас ја прочитав само првата. Весна денеска ги донесе и другите две, Души близнаци низ 12 димензии на свесноста. Се гледа, супер вака на кадарот, и еве третата, Души близнаци во иднината на минатото. Еве ги овие книги, како што кажав, навистина интересот е огромен, не знам, не само на сајм на книга, не само во книжарата кога ќе отидам, тоа мора да се бара таа книга, да се најде, па дали останала. Значи затоа кажав, буквално само едната успеав да ја најдам и ја прочитав. Се извинувам, меѓутоа денеска ги имаме и двете книги кои што предизвика огромно внимание кај читателската публика, затоа што се навистина нешто кое што е многу поразлично од сето на кое што сте го прочитали. Книги кои што не знам сега дали би било убаво да кажам дека се за секој или не се за секој, тоа ќе го каже Весна, иако нели секоја книга, ова го прочитав и на крајот од книгата вели ни една книга не доаѓа случајно во вашите раце, меѓутоа треба да имате и некои посебни ставови за животот, мислам дека, или некој посебно размислување за животот, за да можете да ги сватите овие книги. Весна, дали ќе може малку да зборуваме за книгите, од каде, за што се работи, нели има луѓе сега кои што не ги прочитале, па не знаат што е работата, за што се работи во книгите и зошто предизвикаат толков интерес кај читателската публика? Вака сега, како што, ајде во контекст на претходниот муавет. Овие книги јас почнав да ги создавам, ајде така да речам, без да сакам. Како? Значи, цел живот читам. Цел живот тоа е мојата професија. Значи, читањето, работењето со литературни дела. Но аманетот од татко ми беше исто писател. Некаде во позадина цел живот ми зуеше, зашто остави аманет да пишувам јас. И имав отпор, јас ова многу пати го имам кажано, имав отпор кон пишувањето, зашто македонски автор кај нас слабо се чита. Некако даваме предност, преведуваме литература од странски автори. Нашите автори се како, наши се. Но се случи една визија, јас постојано велам, овие дела се не Божја промисла, нешто кое што ми беше дадено, ете така, да го пренесам на хартија. И првото дело, Души близнаци 11-11, го создадов, почнав да го пишувам на 11-11-2017. Јас сакам да кажам 2011. 2017 година. За да го завршам некаде пред една недела пред 11-11-2018. И односно излезе од печат тогаш и случајно беше недела и случајно на 11-11 во 11 часот беше првата промоција на првото дело. Па нема случајно, значи. Па ништо не е случајно, да. Понатаму, за после 3-4 години да се роди мојата внука Барбара на 11 во 1:11 часот. Леле. Многу единици. Тоа се дела кои што повторно работат на подигање на свесноста на луѓето, но овој пат за емотивниот живот. Сите ние се прашуваме зошто тој, зошто таа. Зошто толку многу луѓе разочарувањата доаѓаат или убавите моменти доаѓаат од некои луѓе, доаѓаат разочарувања.
Зашто толку промашени врски? Зашто толку разводи? Зашто толку талкање во животот? И зашто толку емотивна празнина, особено кај младите? Размислувајќи околу овие работи, но и проучувајќи ги претходно многу длабоко езотеричните учења, многу длабоко религијата, не само нашата христијанска, туку и сите други религии, се она што останало некаде во фиочината на умот, најднаш како еден мозаик се вклопи во идејата да одговорам на тие прашања. Целта на кога го пишував првиот роман, немав ни намера да го објавам. Пак беше се спонтано и случајно и мојата сестра рече ова, ако ти не сакаш да го објавиш, јас ќе го објавам. Значи имаш ти бестселер, беше пишуван само за мене. И мисля да го објавив, постигна бескрајен успех, значи беше продаден инстант во илјадници примероци. Сега веќе трите дела се продадени само во Македонија 100.000 примероци од трите дела. Нема, јас ви кажувам, јас одам, книгите се бараат, ги нема, па ги нарачувам од друга книжара, па ги чекам. чекам. Но немаше прилика да ги земам, вистина, како што Јелена кажува, така е. Вториот дел произлезе од прашањата на читателите, ама сега уште не ни е јасно. Сега сакаме да видиме зошто така се случува со душите близнаци. Душите близнаци се, за оние кои што прв слушаат, тоа се две половинки од една душа, поделени во две тела. Тие што го прочитале тоа знаат и се среќаваат од живот во живот, од реинкарнација во реинкарнација. Реинкарнација или воскреснување, тоа се 20 поеми, само што ние така како толкуваме во нашата религија. Тоа се сеќавање на претходни животи. Вториот дел повторно беше пандемија и во таа осаменост можеш најмногу да се слушнеш себе си. И да напишеш книга. Да ја увидите кои што се напишани таму за тоа како би изгледал светот кога ние би живееле во 4-та, 5-та, 6-та, 7-та, до 7-та ми беше дадено да видам димензија, не повеќе. А за на крајот од 7-та димензија, каде што тие прават договор на Плејада, низ кои искушенија треба да поминат на земјата, да се роди третиот роман како завршеток на трилогијата за душите близнаци и да го изживеат по договорот што претходно го направиле пред да се родат во тела тука на земјата. За да ги научат последните лекции и совладаат се она што не е љубов, се она што е его помеѓу нив, за да можат конечно да се пронајдат и да направат унија, односно заедница на близначки души. Ајде вака едно прашање сега малку за гледачите. Дали постои мисија во овој живот која што треба да ја исполниме за да завршиме некоја цел која што можеби сме ја почнале во минатите животи, затоа што зборуваме нели за патување низ неколку животи, низ неколку времиња, за кои што луѓето можеби многу не се свесни, а тоа некој верува, не верува, нели не навлегуваме, меѓутоа многу често тоа е и празнината која што имаме во овој живот, затоа што нашата мисија, која што некогаш сме ја започнале, не сме ја завршиле, треба да ја завршиме сега. Јелена, нашата мисија, затоа почнувам, затоа е ова почеток од крајот почеток трилогијата. Од Адам и Ева почнувам во последниот роман. Првиот грев, првичниот грев, ние многу буквално го сваќаме. Сите сме го направиле. Уште со првото овоплутување на Бог во нас, како луѓе, како човештво, со неговиот свет дух, нели? Ние сме направиле во физичко тело некаков грев. Тој првичен грев
не сите животи што е, тоа го објаснувам по третиот роман, којто е првичен греф и каснувањето на забранетото обушје. Но мисијата во секој живот, што значи мисија? Тоа значи подигнување на свесноста, тука работам јас. Повторно, значи, мојата мисија е подигање на свесноста секаде и преку се. Сега овде преку пишаниот збор. Значи, завршуваме со свесноста наша од претходниот живот во овој живот. Колку сме ја подигнале во овој живот свесноста, толку Не појдем на точка ќе за биде за наредниот живот висината на нашата свесност. Так, сакам да го прашам, Даце, се извинувам, кога веќе сме на темата, Даце, веруваш ли ти во претходни животи? Толку се сконцентрирав. Да, и јас затоа викам, чекај да не испадне дека, затоа што ние со Веста може цела емисија да Јас направиме. имав добра професорка по македонски во основно и во средно, ама и вам секоја чест. Да, со задоволство да ја слушате жената, така е. Веруваш ли, не знам, во претходни животи, затоа што таа тема е секогаш интересна, со оглед на тоа што нели има луѓе кои што не веруваат, не навлегуваме во зошто и како. Да, еве вака тој став да речеме. Секогаш ми било некако тоа малце со језа сум го доживувал. Не знам, искрено не знам, ете имат случаи, сме читале, сме слушале. Да. Имаше некој американски бизнисмен, хуманист кој реинкарнирал или Далај Лама, тоа го знае цел свет. Не знам, искрено ќе ти кажам. Немаш некој конкретен став. Имам една интересна песна снимена, баш со еден таков текст. Ко снег се топат стари спомени, јоган фрлаш фотографии, чаша вино е моја песна, а јас околу тебе, уствари него го нема. Ама она си го слуша и си го гледа. Ако ме видиш глава заврти, мене тоа не га е сега, така некој си ја доживувам емотивно. Во работата ти е вплетено некаде во уметноста. Знам да бидам така понекогаш. Да си поставиш некое прашање. Еве, например, многу луѓе ги интересира некогаш знаат нешто, некоја личност ја знаат, ама од каде ја знаат или чувствуваат некоја посебна енергија која си со некој човек, а тој човек прв пат го гледаш и не ти е јасно зошто. Тоа ме тера на дежаву. Што е дежаву? Ама од каде доаѓа тоа дежаву? Дали се запрашал? Тоа што го толкуваме како се случило во претходниот живот, па сега го доживуваш пак, така ќе му дојде некако. Да, тоа го има во романите. Прво тоа, Да, и јас како Вера нема прилика да ја купам. Да чита. Мислам дека инстинктите, не мислам туку инстинктите, кој ќе речат, имам инстинкт, имам предчувство. Од каде е тоа? Од каде? Имам интуиција. Прво, инстинктите што ги бебињата што ги имаат, од каде се? Да. Второ, предчувството кое што доаѓа, чувството дека е нешто добро или не е добро. Чувството дека нешто носи мир, душата близнак така се препознава. Оној што носи мир, тој човек е добар за тебе, не само душата близнак. Се што носи немир, не е добро. Весна, морам да ве прашам, разлика помеѓу души близначки и сродни души има ли? Тоа веќе значи не да има. Значи тоа се две различни работи, така? Не ви е душата близначка, сродна душа, да се разбереме. На тоа најмногу троше време, затоа што сродната душа, да објаснам што е. Вака има кармички врски. Со задоволство. Да повториш. Не, навистина. Има кармички врски од претходни долгови имаме со нив, од претходни животи. Има сродни души, има душа близнак. Една. И единствена за секој од нас. И како ќе познаеме сега која ми е мене сродна душа, а која ми е душа Како близнак? единствена душа близнак, единствена? Нема друга таква, односно друг таков. И пази, Даце, во овој живот може и нема да ја сретнеш твојата душа близначка, да знаеш. Веќе сме кон петта димензија на свесност се движиме и многу често почнуваме да се среќаваме зашто е подигната свесност. Порано беше кога бевме во тие долни, густи, темни енергии, трета димензија, четврта. Ова сега се оди нагоре. Се оди нагоре и се оди многу брзо. Браво. И сега само да објаснам, значи, Да, кармичката е врска, брак, како сакате наречете, некој можда ќе заглави цел живот таму. Тоа се долгови кои што треба да се ги осознаеме дека должиме некому нешто, односно тој или таа нам, и да останеме присемни да си простиме, и затоа Библијата вели простувај. Најдобро е со таквите врски да траат пократко
и да брзо се све. Да разчистиме еден брзински, ако разчистиме. може. Значи, Да ја на жена ми прости треба ми да и простам, што е со мене убрак или обратно. Се шалам. Сродните, Да се слушај внимателно. сродните души, јас сум искрено, можда и најдобро се поминува со сродна душа. Аха. Зошто? Зошто таму нема ништо вау големо, Ама па и нема ама и нема... ни негатива, нека голема ни Значи, позитива, нека. мирно е. Средно. Сродна душа може. Сродни души, тука веројатно сме сродни души. Тоа се наши пријатели, роднини, деца, родители, цело една плејада на луѓе на сродни души. Со тоа што некаде се развива повеќе симпатија, нели? И сега ти мислиш дека тоа е тоа и многу луѓе живеат со сродни души и си го поминуваат убаво животот и нема... Па добро, нема некои лошо големи ништо да амплитуди. си ја најдеш сродната Така, душа. Нема ништо... Но тоа не да. значи душа близак. Но душата близнак е една. Сега. Како се препознава душата близнак и кој има среќа да ја сретне? Реков, се повеќе се среќаваат душите близнаци. Тоа се луѓе кои што се буквално како мозаикот кога ќе се вклопат коцките во се, кога не мора многу објаснувања, кога се ќе се поклопи соедини без Многу напор. без напор, кога е веќе познато, кога веќе Кога имаш едноставно чувство знаеш? дежаву дека знаеш дека тој или таа е и кога нема потреба многу објаснување и разговор за да се изгради некаква врска. Ама и тоа е трајно? Тоа останува во Тоа е текот на трајно. Да. целиот ваш однос кога сте заедно? Ако претходно си заслужил. Оф, леле. Све е, значи, по заслуга. Значи, пази Затоа- да се во овој живот што правиш во следниот, може нема да заслужиш нешто. Јас тебе јавно ќе се обратам, ако имам душа близначка, нека отвори Инстаграм, ќе го заследам, полесно ќе направим. Ние мора да си ги бараме нашите души близначки, сродните души се полесно да се најдат. Да, морав да ве прашам ова затоа што оваа тема ја обработувате во првата книга, како што кажав, јас оваа ја имам прочитано и навистина ми станаа многу работи појасни за однос на Видете, душите. овие параван се душите Најмалата ја близнаци. зема одма. Значи, таа ми е прочитана, ова е најмал. Темата души близнаци е параван зад големите вистини зад кои што особено во души близнаци низ 12 димензии на свесност за сето она што се случува со човештвото. На ниво на свесност, на димензија во која што постоиме како планета Земја. Значи, тука се толку тешки вистини кажани, затоа многу читатели велат, ние не можеме да зборуваме за овие дела. За овие дела само се тихува. Да. Ова треба да се прочита така. Овие дела се наменети за квантен скок, не се за раскажување наменети. Да. Значи, тие работат на подигање на свесноста, не на раскажување приказни. И тоа само уште ќе кажам, значи како На професор работа на себе, значи. како професор по македонски јазик не смеев да дозволам кич литература. Не смеев да си дозволам нешто што не е тешко. Без содржина. Да, Без содржина, обична љубовна приказна. Тоа е подкрепено тука и со формули од физика, од метафизички моменти, езотерични учења, религии, физичари, рецензенти и така натаму, значи нешто што дури е докажливо. Така е. Да. Даце, јас гледам дека се зачита ти, значи да ти кажам следни книги кои што треба да ги прочиташ, затоа што веќе зборуваме многу за литературата, не знам колку ти имаш време да читаш книги со оглед на тоа што знам дека си зафатен Имам и вработен. школарци, едниот е 13 години, другиот е 11. Ти ги читаш тие нивните школи? Ние ги читаме, не ги слушаме на YouTube. А така? Да. Добро е што ми Мора да имате ги внимание читаме и и за се на враќаме и YouTube. се караме. Сега се на TikTok веќе, знаеш, во кратка Нема верзија. тоа дома, нема. Мама е наставничка и мора да се чита. Колку можеме и умееме и знаеме да се справиме, ама се трудиме. Па така треба. Понекогаш се чувствуваме како деца во некое друштво да не знам, да не се навреди никој, сега имаме супер пријатели, другарчиња, ама Така. ние ги воспитуваме по некој стар систем, па си ги гледаме деца како чуднички ни се малце. Немаат TikTok,
И тато Не се TikTok... вклопуваат во општеството, значи. Не те разбирам што сте. Да. Ни треба да знаеш Понекогаш ќе пуштиш, не можам сега јас да му забранам он да не знае што е телефон или што е Така, па се Minecraft, раѓаат со па да таа седи технологија, како невозможно да ви се простите избегне. мало идиотче од страна. Па невозможно да се избегне, меѓутоа нели Браво. да се ограничи. Браво. Сепак се. А кажи ми на музички план што правите со танец, со бендот, што се случува? Има ли нешто новитет? Музички план, еве фестивал пеам за 2 дена, во недела е Валандова, 2025-та. Уште тој ни остане, така или како беше? Уште Има тој. фест и Валандово, така? Да, од фолк фестивалите Меѓутоа Валандова. Валандово е еден од најреномираните и Па, од најстарите. Еминентен Валандови цветници, цветници не постои. Не постои веќе, да. Од надпреварувачки карактер, Така, така да да. кажам, каде што се пее во живо. Музиката е аранжманот на Дарко Илиевски, добро познат Да. наша. Ето убаво го кажа во живо, колку Јури порано се Калджиев, знаеше текст. дека се можеше да се пее во живо, Така е. па се појави плейбекот, Така каде е. што се настапи идеја многу, каде што е многу поедноставен, но денеска гледам дека повторно се враќа и актуелно и бендовите и било кој, значи се пее во живо. На сите настапи, па и дали е тоа ресторански. Дали имаме фотографии без само да прашам од Даце? Имаш фотографија Има, пратено? да, има. Ај може да ги прегледаме и фотографиите додека веќе сме тука кај него, повели Даце, зборува се Танец- може за фестивалот или Танец за се танец. концертира редовно, оваа година исто така имаме голем број на концерти. Сношти бевме во Браво, еве и од фотографиите кои што си ги имаш пратено. Кавадарци со изворни миниатури, прекрасни мали парчиња од различни кореографии кои секогаш го задржуваат вниманието на публиката. Имаме и нешто надвор од нашите граници. Режија? Снимам нови песни, ги двајцата мои клинци, едниот свири на фагот, другиот е виолина, основно музичко училиште Илија Николовски Луи, сега Браво. за сега е добро. Не форсираме ништо со сила. Да, како ќе си дојде така, па и не треба. Им дал Господ гратис, нека пробаат да го искористат. Така. Супер, браво. Одиме понатака. Нивен избор беше за музика. Дали ми е сродна или близначка, не знам, ама животот ќе го потрошам со неа Браво. и добро ни оди. Близначка ти е. Да. Близначка, цел живот Не, нека ти биде близначка. Поубаво е од мене. А ова кај нас? Ова е тука кај вас, да. Да. Ова се шаренолики слики, ето од настапи нешто, од гостувања по телевизија, од турнеи со ансамблот Танец. Така. Супер. Годинава ми е 18-та година како сум вработен во ансамблот Танец. Браво. 18. Полнолетство. Полнолетство, да. Да, полнолетство. Еве, танец. Супер, одлично. Галичка Следна. Нусија. Интересно, Тешкото. да, да. Нашиот музички живот, ова е во чест на Васка Илиева, во домот на армијата во Скопје. Пак ќе кажам, како и секоја професија, така и нашата, испреплетено, интересно, бурно, но не можеме да се пожалиме. Сепак, Динамично во секој случај. ако ќе кажат дека животот ти поминува со песна, и тоа е навистина така. Кој како 2024 ова е 2023 Охрид Фест, Изгледа овде на земав Охрид Фест, да. втора од жири. Втора од жири. 2024 Анита Даева имаше за песната која јас ја изведував прва награда за текст, ја има и таа слика. Тука таа Сега ќе ја година најдеме земав негде, пак. ако свртат. Да. Ова, Ова е Торонто. Пред 3 години. на Канада. турнеја. Многу интересна турнеја, многу набиена агенда. За 16 или 17 дена мислам дека поминавме и Канада и Америка со 8 или 9 концерти. Има доста пат. Добро, режија. Ова е многу интересно градче. Мене ми остави таков печаток. Имаме уште една фотографија, да ја видиме. Ова е мојата колешка Ивана од групата Академци, која исто така и работи со мене. Ништо без жена, кај сте тргнале, не знам, јас мора, значи Да. женско да има. Да има, така. Добро, не стана Добро. фотографиите од... А, да, имаме фотографии од Весна, ајде да видиме што избра Весна да ни прати. Ова од школото да не е, Ова е училиште, од да. училиштето, да. Ова ви е канцеларијата?
Ова е училница. 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 Добро. Ова е роден денот на 4 внуци. Мојот роден ден со 4 внуци. Да ви се живи и здрави. Браво, Имам 4, две од синот и две од керка. Машко, женско, Живи мушко, здрави. женско. Браво. И сите се родени во неколку месеци Разлика. Овие се од керката. Секој месец роден да значи. Па, така некако, да. Овие ви се Ова е на од кого? првиот роден ден на најмалиот внук, Матео. А ова е родена Барбара на 11. На вист. Во 1 и 11. Да. Да. Не, овие единици ќе ви останат вечно врежани во вашиот живот. Ги учениците, некоја матура тука. А, сега имате, да, сега е сезона. Матура, јас подам генерацијски од 1 до 4 година и на секои 4 години, сега 2 година сум моментално во средното општинско училиште Таки Даскало. Еве ги Романите. романите. Значи, јас мислам дека секој треба да ги прочита овие книги, секој барем некој кој што сака да дознае малку повеќе за себе, малку повеќе за својата душа близначка, сродна душа ќе си дознае секој во книгата која ќе прочита што всушност. Душата памет и се, Елена. Така, точно. Значи, душата не може да си лаже. Така е. Умот знае да не лаже, Да. на душата. И друго, ова кога веќе зборуваме за пеењето, вие пеете од срце, од душа. Затоа допират до гледачите вашата песна. Тоа е секогаш така и Ако- дури кога зборуваме, ако- кога сме искрени, повеќе сакаат да не гледаат, него ли кога манипулираме преку камери. Ако не доаѓа тоа Од внатре? мислам, ако е без емоција, дури напишаниот збор не допира. Еве, например, второто дело го пишува во време на пандемија, која беше тешка енергија. Ја немаш истата емоција како првото и третото. Да, Значи, емоцијата, зборот, испеаното, енергијата која зрачи во тој момент тоа допира е до нешто. луѓето. И тоа е Допира. нешто кое што не движи. Па често се шегуваме на сметка на бакшишот, но секогаш Бакшишот е резултат на наградата емоција. е емоцијата која му ја будиш на Апсолутно. посетител. Да. Така е. Тоа е. И ние имаме уште многу што да се кажеме, меѓутоа некако времето ни помина. Јас сакам да ви се заблагодарам многу. Да, ова брзо некако кратко, летна. но Ние, сладко, ба. да. Епа добро, сега тука имаше многу што да се каже, меѓутоа еве повторно ќе направиме уште гостување, тама работа нема чекам 1 година да пројде за да ни дојдеш. Така да Даце ти благодарам многу, ти посакувам многу успешна кариера, убаво да се поминете во на Баландово фест Да. и некоја награда да Да, се некоја- пофалиш да видиме таму на Нека Facebook. остане песната да се слуша, така. многу е оригинална, многу интересна. Тоа е За најголема награда за еден пејач. Другото, како вика, Така отам е. потом. Така е, Весна, ви благодарам многу и на вас за вашето Благодарам гостување, и се на најубаво. тебе. И уште многу книги да читам. Овој тука завршувам се. А така? Аманетот е завршен. Да. Кој не ги читал, Завршен нека ги и прочита. мисијата И моја мисијата. околу пишувањето. Ете, да. Сега имам друга мисија за поинакви планови. Така е. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте, почитувани гледачи. Останете тука, ние ќе направиме уште една кратка пауза.